Може да слушнеме безброј причини за сторено насилство, но ниту една причина не е доволна за да биде оправдано кое било насилство. Ова се однесува и за насилството врз жените и девојчињата, што е наш фокус вечерва. Нема оправдување, заедно сме во борба против насилството врз жените и девојчињата. Тука сум да ја потврдам црстата опредалба на владата на Република Северна Македонија да се придружи кон овогодишното мото во означувањето на Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жената. Почитувана координаторка на Обединетите нации во нашата држава, Росана Дуџак и организатори од UNDP, почитувани граѓански активисти и граѓански организации, почитуван шеф на делегацијата на Европската унија во земјата господин Ешбогар, почитувана министерка Царовска, почитуван шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје Клемен Скоја, дипломати, представници на интернационалните организации жени активистки, почитувани министри од владата вечерва со нас овде присутни, почитувани пратеници од парламентот, почитуван градоначалник на градот Скопје Петре Шилегов, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Добро е што сме заедно во оваа кампања против насилството, затоа што само заедно и координирано можеме да го препознаеме насилството и да му се спротивставиме и како општествено одговорни личности, и како општества и држава. Денеска ја започнуваме и кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство, која ја покренува и свеста дека за насилството не треба и не смее да се молчи. Крикот се слуша и кога некој молчи. Секој од нас, од институциите или поединечно, има обврска пред тој крик, тивок или гласен, да не го одмене, туку да реагира. Со чувство на одговорност да развиваме култура која не прифаќа насилство. Нашите заложби се целосно усогласени со заложбите на Обединетите нации. Работиме на механизмите со кои што треба да осигураме дека нема неказнивост кога станува збор за насилствата. Во овој случај за насилството врз жените и девојчињата, без оглед на формата или местото каде се случува или кој е сторителот. Нулта толеранција мора да има и за јавните службеници поврзани со каква било форма на насилство, од говор на омраза до вознемирување и за кој било друг, на кое било друго работно место или пак дома. Со освојувањето на Истанбулската конвенција направен е важен чекор напред во однос на законодавството што се однесува на спречување, откривање и санкционирање на насилството врз жените. Фокусот сега е нејзино целосно спроведување. За да овозможи родова еднаквост и зајакнување на жените во општеството, владата донесе законодавство со кое што се забранува дискриминација врз жената. Усвоени се и спроведени програми и мерки што промовираат имплементација на суштинска родова еднаквост во сите области. Спроведени се активности за подигање на свеста и елиминирање на бариерите за родова еднаквост, која што е една од приоритетите на владата и е дел од програмата на владата 2017-2020. Да, наши приоритети се да се стави крај на секоја форма на дискриминација врз сите жени и девојчиња, да се елиминира секоја форма на насилство врз сите жени и девојчиња, да се обезбеди целосно и ефикасно учество на жените и еднакви можности за лидерство на секое ниво, да се спроведат реформи кои што им даваат на жените еднакви права на економските ресурси, донесување и зајакнување на црсти политики и пременливо законодавство за унапредување на родовата еднаквост, обезбедување универзален пристап до сексуално и репродуктивно здравје и репродуктивни права. Овие сите приоритети се во согласност со агендата за одржлив развој до 2030 година и целта 5 за одржлив развој, кој што предвидува да се постигне родова еднаквост и да се охрабрат жените
и девојчињата. Работиме на развивање и подобрување на национални политики за превенција и заштита на жртвите на родово базираното насилство. По ратификацијата на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство се подготви акцијски план за спроведување на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашно насилство. Истанбулската конвенција 2018-2023 година. Почитувани, во 21. век, со високо крената свест на светско ниво за родово засновано насилство, особено насилството врз жените, со што жените се принудуваат на подчинета положба. Тоа е недозволиво. Нема и нема да има оправдување за домашното насилство, сексуалното вознемирување, силувањето, присилен брак, кривични дела извршени во името на така наречената чест, трговина со жени и девојчиња и така натаму. Нема оправдување, заедно сме во борбата против насилството врз жените и девојчињата. Благодарам.